Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Денеска е Велики петок, најтешкиот ден во годината во христијанскиот свет. За престојните великденски празници угостителите очекуваат зголемена побарувачка и посета од граѓаните на летните тераси. Во тек се работите за целосна обнова на патот Маврови Анови Жировница, инвестиција вредна над 6 милиони евра. Денеска е Велики петок, најтешкиот ден во годината во христијанскиот свет. На Велики петок црквата ги споменува смртта и погребението на Исус Христос. Денот се одбележува со строг пост. На Велики петок се сеќаваме на Христовото распнување на крстот. Од Велики четврток до Великден не чукаат камбаните во црквите, бидејќи во православието тие се знак на радост. Велики петок се смета за најтажниот ден во христијанството, но представува вовед и подготовка за најголемиот христијански празник Великден. Во светиот и Велик петок го се сеќаваме на изведувањето на Христа пред Понти Пилат, а пресудата и повикувањето на еврејскиот народ кој на цветници велеше Осана, а само неколку дена подоцна подбуцнат од старешините и правосвештениците велеше Расни го расни, се сеќаваме на неговото симнување, на неговото раснување на крстот и на неговото симнување од крстот. И во тој ден правиме специфични богослужби, ја вадиме плаштеницата на која е насликано телото Христово, со кое се врти со плаштеницата околу храмот и се символизира погребот и се пеат специфични песнопенија наречени статии или оплакување Христово и на погребението Христово се сеќаваме. Според обичајот во Тетово, на Велики петок, жените посетуваат 3 цркви, молејќи се за здравје, а денешниот ден се одбележува со строг пост. За престојните великденски празници угостителите очекуваат зголемена побарувачка и посета од граѓаните на летните тераси. Се надеваат дека бизнисот малку ќе се опорави, но и дека ќе се почитуваат мерките за заштита во нивните објекти. Зголемен обем на работа, повеќе нарачки, но и посети очекуваат угостителите од Тетово за престојните великденски празници. Велат ќе се работи според утврдените протоколи, а гости ќе се примаат само на летните тераси, односно на отворено. Со оглед на тоа дека угостителскиот сектор е еден од најпогодените, угостителите со надеж дека празниците малку ќе го заживеат бизнисот. Ние се надеваме со оглед на тоа што народот е многу исплашен од моменталната ситуација. Се надеваме дека овие мерки дадоа некое решение, па сега да се надеваме дека ќе има и работа. Ние би сакале да имаат сите работа, не само ние клучно као фирма. Да се надеваме дека ќе биде добро за сите. Во рамки на протоколи нормално, да, меѓутоа правиме и кетеринзи за сите празници, не само за Великден, како што предстои пред нас. Значи имаме редовно печење, имаме комплет сите, значи побарувања може да се исполнат доколку се соодветни и ги имаме достапни кај нас. Све другото е договор меѓу нас и гостина што сака да нарача. Угостителските објекти беа затворени по порастот на бројот на новозаразени од COVID-19 повеќе од 2 недели. Со стивнувањето на третиот бран, надлежните донесоа одлука за нивно повторно отворање, но само во просторот на летните тераси. Во тек се работите за целосна обнова на патот Маврови Анови Жировница. Инвестицијата е вредна над 6 милиони евра, а освен рехабилитација на патниот правец, опфаќа и санација на 8 мостови. На регионалниот пат од Маврови Анови до Жировница во должина од 18 километри се изведуваат градежни работи за негова целосна обнова. Инвестицијата е во вредност од над 6 милиони евра, а средствата се обезбедени од јавното претпријатие за државни патишта. Патниот правец ќе добие нов лик, предвидена е и санација на 8 мостови, како и други зафати. Со проект за реабилитација на Маврови Анови Жировница предвидено е да се изведат повеќе градежни зафати. Како што се
еднослојна и двослојна надградба на сегменти од трасата каде што површинските оштетувања се поизразени, нова коловозна конструкција на делови од траса каде што коловозот е во лоша состојба, предвидена е и санација на 8 мостови, реконструкција, доградба и изведба на нови потпорни зидови, нова сообраќајна сигнализација, обележување на патот и други работи со кои ќе се подобри безбедноста на делницата. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски при увидот во работите на терен истакна дека подобрите услови во инфраструктурата се значајни за регионот во насока на развој на туризмот. Маврово, но и реканскиот дел се многу значаен регион, каде е потребно да го развиеме туризмот од сите аспекти, но истовремено да ги подобриме условите за живот на граѓаните во овој регион. Нашите залагања и примарен фокус е да обезбедиме подобри услови во патната инфраструктура, исто така и во делот на комуналната инфраструктура. Она за што сме надлежни, се со цел да го подигнеме нивото на услуги во целиот регион. Во делот на патната инфраструктура, целосно го рехабилитиравме патот од до Стража и понатаму до Кичево, рехабилитиране делот од патот од Маврово Јанови до селото Маврово, реконструиране патот од Маврово до Никифорово, а во овој момент се реконструира овој пат до Жировница. Во годинешната програма на јавното претпријатие за државни патишта предвидена е изградба на регионален пат од Гарски мост до Извор, обнова на патот од Гарски мост до Лазарополе, како и реконструкција на транзитот низ Дебар. Министерот Бочварски информираше и дека во завршна фаза е изработката на проектите за изградба на пречистителна станица за Маврово Јанови, како и изградба на водоводен систем за селото Аџиевци. Во земјава пристигна долго очекуваните 200.000 вакцини на Синофарм. Од вторник започнува масовна имунизација во уште 6 градови во Македонија. Овие вакцини кои што се веќе пакувани во шприцеви со игли и спремни за апликација, затоа се и палетите така големи, ќе бидат распределени во сите тие големи вакцинални пунктови, во сите градови 6 плюс во Скопје, согласно оној број на пријавени граѓани според возраста по градови, односно по региони. Вакцинацијата ќе започне во вторник, веќе се пунктовите спремни и овие денови луѓето се таму се координира, станува збор за здравствен кадар не само од тие градови, туку и од околните градови кои што ќе помагаат и некаде бројката која што ќе се на граѓани која што ќе се вакцинира на ден ќе биде помеѓу 10 и 15.000. Зголемен е бројот на пријавени пожари и интервенции од страна на територијалната противпожарна единица Тетово во првите 4 месеци од 2021-та. До сега се спровеле над 190 интервенции. Значително е зголемен бројот на интервенции при пожари во првите 4 месеци од 2021 година во Тетовско. За разлика од минатата година, кога до овој период од годината биле регистрирани околу 90 интервенции, годинава бројката изнесува над 190. Командирот на територијалната противпожарна единица Тетово Ука Алити вели дека најголем е бројот на случаи на гаснење подметнати пожари во контејнерите во Тетово. За жал не сме предвиделе, не сме ни планирале дека ова година, значи 2021 година, ќе ни излезат многу пожари, многу интервенции за овие 4-5 месеци. Значи точно денеска имаме 193 наши интервенции, значи од наша страна што е интервенирано, но тоа е голема бројка што не загрижува, кога еве сега времето не е толку високи температури, што па која ќе дојдат значи 7-8 месец температури кои ќе се движат на повисоко ниво, значи тогаш се очекуваат многу пожари, значи сега имаме многу интервенции, но овдека би сакал да спомнем и да замолим па и да апелирам до кај нашите граѓани, бидејќи во задње време има една лоша појава во нашиот град, кај што имаме сериски
Значи, сериски палења и појавување на пожари во контејнери, значи низ градот, каде што за време на полицискиот час секогаш, секоја вечер, ние мора да излеземе да интервенираме. Алити истакна дека за престојните празници се врши и чистење на јавните површини низ Тетово, како и дворовите на црквите и джамиите. За ова време, значи пред празниците што ни предстојат, значи за великденските празници и празникот Бајрам, ние од страна на општината, значи како координативно тело у штабот или па да речеме ги координираме работиве, значи со другите институции како што е јавното комунално предпријатие, сме преземале на обврска сите наши улици за време на овие празници, пред празнициве да ги спереме, значи уз перењето да направиме и дезинфекција на патиштата и дворовите на црквите и џамиите. Алити уште еднаш апелира на внимателност кај граѓаните, особено во престојниот период кога се очекува покачување на температурите и топло време. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 55 лица, од кои 30 во Тетовско и 25 во Гостиварско. Изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. 5 лица во Тетово и 1 во Гостивар ја прекршиле владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните. Вчера лишен од слобода бил 37-годишник од Тетовско село, затоа што на 28 април физички го нападнал и со остар предмет се заканувал на неговиот 87 годишен татко. Тој бил приведен во полициското оделение Жеровјане и по целосното документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во периодот од 10 до 15 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола во врска со пречекорување на максимално дозволената брзина во и надвор од населени места, во која биле откриени и санкционирани вкупно 72 прекршоци, 23 во Тетово и 49 во Гостивар. Неголемиот број од прекршоците, односно 57, се однесувале на пречекорување на максимално дозволената брзина во населено место. За сите прекршители изготвени се соодветни поднесоци, напоменувајќи дека паричната казна за овој вид на прекршок изнесува од 45 до 400 евра во денарска противредност, а исто така следи и заштитна мерка забрана за управување на возилото во време траење од 3 до 12 месеци. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните да ги почитуваат заштитните мерки во пресрет на празниците. Излетниците се советуваат да не палат огнови на отворено, кои што можат да предизвикаат несакани последици. Секторот за внатрешни работи Тетово во пресрет на продолжениот празничен викенд со апел до граѓаните целосно да се придржуваат кон мерките, советите и утврдените протоколи од здравствените власти за спречување на ширењето на коронавирусот. Секторот за внатрешни работи Тетово укажува дека секое непочитување на мерките повлекува законски предвидени санкции, а неретко може да резултира исто така и со несакани лични и семејни здравствени последици. Излетниците, чиј број престојниот викенд се очекува да се зголеми, се потсетуваат да не палат огнови на отворен простор, кои можат да предизвикаат несакани материјални и други последици и кои можат да загрозат и човечки животи. Возачите пак се советуваат да ја прилагодат брзината според условите на патот и да се воздржат од консумирање на алкохол. Одсекот за превенција на СВР Тетово неделава веќе оствари неколку непосредни средби со верските заедници на подрачјето, на кои заеднички била истакната потребата од доследно почитување на мерките за заштита против COVID-19 и во верските објекти, но и надвор од нив, а во функција на зачувување на здравјето на граѓаните од регионот и пошироко. Фудбалските второлигаши утре ќе го одиграат 25-тото првенствено коло. Најголемо внимание привлекува дуелот во Кичево помеѓу екипите на Влазрими и Дрита.
Фудбалските второлигаши од регионот Запад утре ќе го одиграат предпразничното 25-то коло. Освен дуелите на екипите кои се во врвот на табелата, најголемо внимание привлекува дербито за опстанок помеѓу екипите на Влазрими и Дрита. Екипата од Боговиње во моментов е во зоната за испаѓање и само со победа на утрешниот надпревар во Кичево ќе остане во игра за опстанок во второлигашката конкуренција. За разлика од нив, на екипата на Влазрими доволно е да освои бод за официјално да остане второлигаш и наредната сезона. Ќе идеме таму за 3 бода. За нас имаме два финални надпревари. Со 6 бода ние сме 100% у лига. И ние сме утрка за опстанок. Ќе го дадеме најдоброто од нас. На останатите надпревари од 25-тото коло на втората македонска фудбалска лига Запад се среќаваат Велешта Гостивар, Скопје Охрид и Кадино Кораб. Слободна ова коло е екипата на Тетекс. На табелата во водство е екипата на Скопје со 51 бод, пред Охрид и Велешта со по 43 и Гостивар со 39 поени. Во долниот дел на табелата Влазрими е на 6-та позиција со 26 бодови, пред Тетекс и Кадино кои имаат по 24 и Дрита на 9-та позиција со 20 поени. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!